Денеска сме овде да му заблагодариме на Господа, браќи и сестри, за неговата грижа, заштита и водство во текот на целата ова календарска година 2018. Ние сме и при крајот на ова тромесечие, денеска е последна сабота, 29, кај што ќе имаме и обред на понизноста, односно обред Света вечера. Пред да отидеме на обредот на понизноста, би сакал да размислуваме за една личност, за Јован Крстител. Понизноста на Јован Крстител. Наистина, Јован е интересна личност. Кога читаме за него во Евангелијата, наоѓаме интересни извештаи. Па затоа, еве на почетокот, ќе отвориме во Евангелието според Лука, во првата глава, 13 до 17 стих, кај што пишува: Но ангелот му рече, не бој се, Захарија, твојата жена Елисавета ќе роди син, кому треба да му го дадеш името Јован. Ќе се радуваш и ќе се веселиш, и мнозина ќе се зарадуваат на неговото раѓање. Зашто ќе биде голем пред Господа, нема да пие ни вино, ни опојни пијалаци, и ќе се наполни со Светиот Дух, уште во утробата на својата мајка. И многу израелеви синови ќе ги обрати кон Господа нивниот Бог. Во овие стихови наоѓаме пророштво за овој човек. Наистина, Јован е интересна личност, не само по неговото облекување, по неговата исхрана, сепак овде мајка му на Јована, односно татко му на Захарија на Јована, добива од Бога упатства како треба да се однесуваат кон тоа дете кој треба да се роди. Тоа ќе биде дете всушност слично на оние кои биле во Стариот Завет како Назареите. Знаете, тие не се стрижеле, имале посебен стил на облекување, посебна исхрана и така натаму. И Јован бил предвиден од Бога, браќи и сестри, човек кој треба да го приготви патот на Исуса Христа. За него било проречено дека ќе биде голем пред Господа. Интересно, голем пред Господа. И Јован бил обичен човек како и ние. Значи, човек кој не се разликувал од останатите луѓе, но сепак се разликувал, како што рековме, по неговото облекување. Тој се приготвувал за својата служба во пустиња. Големите луѓе секогаш биле одвоени од општеството пред да влезат во општеството. Ако го земете, еве Јован, Исус Христос исто така бил во пустиња 40 дена. Кој уште бил во пустиња? Мојсей бил 40 години да се приготви за други 40 години кај што ќе го води Божиот народ. Дали навистина Јован станал голем пред Господа само од себе? Сепак, дали се тој приготвил да биде голем пред Господа? Исус ќе каже следнава изјава за Јована: Вистина ви велам, меѓу родените од жени не се подигнал поголем од Јована Крстител. Како Јован завршил со својот живот? Познато ни, така? Јован завршил в затвор. Многу луѓе завршиле во затвор. Меѓутоа, тој бил убиен. Неговата глава била отсечена. Наистина, сигурно тој на почетокот тоа него ни замислил дека ќе се случи. Но сепак Исус за него вели: не се родил поголем од жена или од жени, не се подигнал поголем од Јован Крстител. Ова сведоштво, браќи и сестри, не го дал обичен човек. Ова сведоштво го дал роднината на Јован Крстител, а тоа го кажал Исус Христос. Исус проценил дека Јован достигнал големина која многумина не успееле да ја достигнуваат. Ние знаеме дека Јован бил 6 месеци постар од Исуса. Марија и мајка му на Јована биле во родбинска врска. Но сепак Марија ќе роди после 6 месеци. И Јован веќе ќе биде роден. Тој исто така е предвиден од страна на Господа ќе се роди, како што читавме и во самиот текст. Но понатаму продолжуваме. Во што била големината на Јован Крстител? Овие три точки, односно ќе одиме на претходната, овие три работи што Јован ги имал, би сакал денеска и ние да размислуваме за нив. Нам ни достасуваат овие три работи, браќи и сестри.
Ови три работи му недостасуваат на човештвото денеска воопште. Прво, Јован бил голем проповедник. Голем во скромноста и едноставноста. Голем во понизноста. Денеска ние ќе имаме обред на понизноста. Обред кој треба низ кој треба сите да поминеме, за да ја покажеме нашата понизност или нашата големина. Јован бил голем во скромноста, во едноставноста. Зошто бил голем проповедник? Тој со право се споредува со кој пророк од Стариот Завет? Со Илија. Со Илија неговата вест била едноставна, но силна. Царот Ирод не можел да остане неутрален кон веста на Јован Крстител. Јован бил голем, како што пишува во вториот број, во скромноста и едноставноста. Одбегнувал раскош и световни задоволства. Живел во пустиња, се хранел со здрава храна, мед и скакулци. Се облекувал едноставно и бил задоволен со скромните услови на живот. А можел да живее во Иерусалим. Можел да отиде во главниот град, како што посекал Лот и неговите керки. Знаеме каде завршиле и како завршиле со своите животи. Кога требало да бира Лот, кога Аврам му препуштил на својот внук да бира, наместо тој да му каже, ајде ти, чичко или вујко, ти првен бирај, тој се полакомил, мислам на Лот, ја одбрал равницата, а потоа и Содом и Гомор, и знаеме како завршил. Отишле да живеат во раскош. Јован живел скромно, едноставно, се хранел со плодови од природата, се хранел, како што вели текстот, со мед. Број 3. Јован бил голем во понизноста. Јован бил 6 месеци постар од Исуса и неговата задача била да го приготви народот за доаѓањето на Месијата. Веста што Јован ја проповедал, браќи и сестри, допрела до срцата на многу луѓе. Еве, следниот текст тоа ќе ни го каже. Неговата вест била силна, толку била силна што допрела и до не најтврдите за Бога да го прифатат. Тоа биле луѓе така наречени царинарници. Еве да го читаме заедно текстот. Дојдоа и царениците да ги крсти и му рекоа, учителе, што да правиме ние? А тој им рече, не барајте ништо повеќе од она што ви е определено. Го прашај војниците, што да правиме ние? А тој им рече, не измачувајте никого и не клеветете и бидете задоволни со своите плати. Тоа се две групи на луѓе најомразени од општеството еврејско. Зошто тоа биле луѓе, евреи, кои работеле за странска власт, за римската војска, за римската управа. Гледате, браќи и сестри, колкова била проповета голема и силна на Јован Крстителот. Дошле царениците да ги крсти, му рекоа, а што да правиме ние? Потоа оние војниците и тие дошле да го прашат Јована. Луѓе од сите професии, луѓе од сите занимања доаѓале кај Јована. Тој станал популарен проповедник. И кога бил во зенитот на својата популарност, кога бил толку славен, што доаѓали војници и цариници и многу други луѓе, како Јован се однесува, браќа и сестри? Кога дошла неговата група, неговите учители кажале дека Исус исто така има група и одат цело мноштво по Исуса, Јован не сакал да го омаловажи својот роднина, својот пријател. И дојде при Јована и му рекол, учителе, ене оно што беше со тебе, за кого ти сведочеше, сите одаат при него. Интересно како друштвото на Јована да се осипало, а друштвото на Исуса да се зголемувало. Јован не бил за тоа, браќи и сестри, љубоморен. Тој проповедал, тој одел по Палестина, од градови до села, во населени и неселени места тој проповедал. Неговиот збор бил силен, зашто тој бил оној предскажен од Бога, да го приготви патот за Исуса Христа. Не знам што направил Јован, кога неговите ученици кажале дека Исусовото друштво пошло да расте. Може би рекле, учителе, превземи нешто. Немој да дозволиш тој да биде поуспешен од тебе. Зарем не гледаш дека тој ги зема слушателите и следбениците, ти ги зема верниците, стануваат под негов бајрак, под негово знаме. Погледни како неговата популарност се зголемува. Стори нешто додека е можно.
Jovane, narodot se уште те цени. Тој ќе те послуша. Ја не знам дали почнали да собират потписи учениците за да направат петиција и притисок врз Јована да превземе нешто против новиот учител, против новиот водач, против Исуса Христа. Но истина, ова било големо искушение, браќа и сестри, за Јована. Јован бил само човек. Тој бил човек како и ние. Тој не бил супермен. Тој не паднал од небото. Тој бил роден од жена. Иако Исус го поставува на високо ниво, дека не се родил човек од жена поголем од Јован Крстителот. Јован бил само човек. Знаете, секој човек денеска сака популарност, сака авторитет, секој човек сака внимание. Народот сега очекувал што ќе стори и какви чекори ќе превземе нивниот водач Јован. Што е да кажел, народот бил подготвен да оди во оган ради својот учител, да го послуша. Што денеска, браќа и сестри, работат луѓето кога имаат директни конкуренти? Еве, на пример, кандидати за председател на држава. Што работат тие меѓу себе? Тие директно се напаѓаат на телевизија, на радио, преку печат. Собираат поени на сметка на другиот. Еден со друг се омаловажуваат, копаат во минатото на другиот, измислуваат афери, се со цел да ја намалат популарноста на противникот. И Јован можел да го омаловажи Исуса. Имал аргументи, Јован. Имал. Можел да ја омаловажи неговата работа пред народот. Можел да ја критикува веста што ја проповедал. Можел да го критикува неговото минато. Било спорно. Знаете, Исусовото потекло е за многумина спорно. Од каде Исус дошол? Ајде знаат која му е мајка му. А таткото, потеклото. Значи, можел Јован да најде. Јован можел тоа да го искористи, да го злопотреби. Понатаму Исусовото образование било под знак прашалник. Исус немал образование. Начинот на живење. Потеклото, од каде потекнува? Библијата вели, може ли нешто да излезе од каде? Од Назарет. Сето тоа Јован можел да го злопотреби. Можел да измисли афери, се со цел да ја намали неговата популарност и неговиот углед. И така, браќа и сестри, сега може да редиме. Да редиме многу причини поради кои можел Јован да изреагира против Исуса Христа. А што Јован всушност кажал? Ајде да го проследиме, да ги проследиме следните фотографии. Исус бил крстен од рацете на Јован Крстителот. Ние знаеме дека Јован во почетокот се спротивставувал, ти треба да ме крстиш, но Исус му вели, остави го сега тоа. Треба да се исполни писмото. И навистина, Јован имал најдобри зборови за Исуса. Јован имал најдобри мисли за Спасителот на светот. Јован во друго место кажува, јас сум само звучник, а гласот е друг, Исусов. Јас сум само маша во рацете на Исуса. Јас сум само оној кој треба да го приготви патот. Позади мене доаѓа оној. И како го нарекува Јован Исуса? Еве го јагнето Божје. Кој го видел таму на брегот на реката Јордан, кога Исус се приближил, Јован вели, еве го јагнето Божје. Истина, браќа и сестри, каква поука за нас денеска? Дали сме ние подготвени, како што вели Павле на друго место, чест да правиме на другиот? Дали сме подготвени на понизност? Дали гледаме во другиот конкурент или брат и сестра, кои сме еднакво пред Бога сите, без разлика дали сме бели, жолти, црни или кафеави? Дали имаме ваква диплома или онаква диплома? Пред Бога ние сме сите еднакви. Наистина, еве што кажува Јован, да го читаме текстот во 3 глава, 27 до 30 стих. Јован одговори и рече, не може човек ништо да земе ако не му е даден од небото. Вие самите сте сведоци дека рекоа, јас не сум Христос, туку сум испратен пред него. Кој има невеста, тој е младоженецот, а пријателот на младоженецот, кој стои и го слуша, се радува многу штом ќе го чуе гласот на младоженецот. И така, ова моја радост се исполни. И Јован бил радостен, браќа и сестри, што бил предвиден во раците или во очите, во мислите на Бога, да го приготви патот
на Спасителот на светот. Како што Симон од Киринеја имал привилегија и прилика да го носи крстот на Исуса, единствен човек во општеството, воопште во историјата на човештвото. И знаеме дека тоа придонело да се обрати целото негово семејство, и децата, и жената, целото семејство. Подоцна, сопругата на Симон ќе учествува во парични средства да го потпомогне Павле, апостол Павле, во неговата мисионерска работа. Гледате како Бог гледа многу однапред работи. Го видел и Симон, токму да го намести да се враќа од поле тој ден, и исто пагајки по теретот на крстот, а војникот поттикнат од Светиот Дух да го фати за рака и да му каже: ајде, ти помогни му на Исуса. Нешто слично и Јован ќе го направи, ќе го приготви патот за Исуса Христа. Јован вели: тој треба да расте, а јас да се повлекувам. Иако бил во зенитот на популарноста, бил во зенитот на популарноста, доброволно се повлекол, како што месечината се повлекува пред светлоста на сонцето. Тој треба да расте, вели Јован, за Исуса Христа, а јас да се намалува. Јас сум оној звучник, јас сум оној кој само треба да го најави, ништо друго. А гласот, пораката ќе ја слушнете од оној кој ќе зборува од Исуса Христа. Да го проследиме следниот цитат, кој вели вака: и Јован Крстител не го критикувал Исуса како работи, иако Христовиот начин на работа не му бил секогаш јасен. И нам многу работи не ни се јасни понекој, за некои активности во црква или надвор. Може да најдеме причина за критика, но не треба, браќи и сестри. И Јован тоа не го правил. Текстот вели: не му било јасно се на Јована како работел Исус. Не го озборувал Исуса пред своите ученици. Не му подметнувал пречки да би паднал. Го почитувал и како свој наследник во работата. Не бил љубоморен на неговиот успех, нити му завидувал што народот го сака. Јован не бил честолюбив, не копнеал за положај во очите на небото. Јован како таков бил најголем меѓу луѓето. Истина, овде може да застанеме сега и долго време да разговараме за овие изјави, за овој цитат, за овие мисли кои се упатени на Јован Крстителот. Не го озборувал, не му подметнувал, го почитувал како свој наследник. Работи кои му треба денеска, тие работи му треба на ова општество, на тебе и на мене. Денеска општеството пати токму од тие работи. Јован нека ни биде, браќа и сестри, наш пример. Пример да се почитуваме еден со друг. Наистина, Библијата не учи, Библијата не советува, Библијата не упатува кои се тие принципи кои треба ние да ги држиме. Сите 10 заповеди се сведени во две. Како се викаат тие две заповеди? Како гласат? Љуби го Бога и љуби го ближниот. На тие две виси, вели, целиот закон и пророците. Тоа е како вратата, виси на две шарки. Целата врата се врти. Не значи дека 8 се укинати, како некои што велат: еве сега Бог дал нова заповед ви давам. Значи 10 не важат, сега само тие две. Првите 6, односно првите 4 се обединети во љуби го Бога и останатите 6 љуби го ближниот. Библијата многу јасно тоа ни го кажува. Љубете се еден друг срдечно со братска љубов. Во што да се надпреваруваме, браќи и сестри? Во почитувањето еден кон друг. Бидете неуморни во ревноста. Колку пати ние немаме ревност? Малаксани сме. И физички, а секако и духовно. Немаме инспирација, немаме идеи, немаме мотивација, немаме ревност. Павле вели да се надпреваруваме во почитување еден кон друг и да бидеме неуморни во ревноста. Служете му на Господа, радувајте се во надежта, бидете трпеливи во неволја, постојани во молитва. Помагајте им на светите во нивните потреби. Мислам дека не треба тумачење. Толку се јасни овие стихови, што само треба да ги примениме во нашиот живот. Овде на крајот вели: помагајте им на светите. Кои се тие светци?
To sme јас и ти. Тоа сме ние свети кои сме се определили да го следиме светиот, да го следиме Господа. На тие свети ки има потреба финансиска, материјална, духовна, како сакате помош. Некој кој има, кој може, треба да му помогне, но некој нема. Павле вели помагајте им. Во стихот пред малку слушнавме дека македонците биле дарежливи луѓе. Колку били сиромашни, но сепак биле мотивирани да собират прилози и да ги пратат таму во Иерусалим, да им помогнат на нивните браќа во Христа. Колку сме ние, браќа и сестри, подготвени тоа да го работиме. Треба да бидеме неуморни во почита еден кон друг. Ние сме должни да се сакаме и да го креваме авторитетот еден на друг. Во братот или сестрата, да гледаме брат и сестра, а не конкурент, опозиција или непријател. Без оглед на нашите размислувања, што различито имаме погледи кон некои работи. И Јован гледал различито од Исуса, како работел тој. Но тоа не било причина да го критикува пред своите ученици. Без оглед на нашите размислувања и погледи, не се служуваме можеби во се, но и понатаму тој твој брат и твоја сестра. Ние сме дел од една фамилија, Божја фамилија. Вистина, Библијата многу зборува за тоа и не може тоа да го читаме во нашите домови. Некој индиец едно попладне пред заоѓање на сонцето излегол пред својот шатор. Отеднаш таму во далечината приметил една силуета. Нешто недефинирано. Си помислил, сигурно тоа е дива ѕверка. Го зел лакот и стрелата и тргнал во средба за да ја убие таа дива ѕверка. Кога силуетата се приближила поблиску, примитил дека тоа е човек качен на коњ. Видел дека тоа е човек, но не можел да препознае кој е тој човек. Си помислил, тоа е непријател. Го оптегнал лакот со стрелата. Кога коњаникот сосема се приближил, тој тогаш го препознал својот роден брат, качен на конјот. Што ако во мигот, кога примитил силуетата, ја испуштил стрелата овој индијанин? Што би направил? Би губил својот брат. Гледате, што значи брз оплето да се реагира било на што во животот? Во далечината непријател, во близина твој брат и сестра. Иако понекогаш нашите мислења и погледи може да изгледат различити, сепак немој да гледаш во другиот непријател, туку брат. Спушти ја стрелата, разлабави го лакот. Тоа е пораката од овој пример со индијанецот, браќа и сестри. И при крајот на ова размислување би сакал да спомнам мал тест на понизноста. Тест кој треба да не потикне на секој брат и сестра да му подариме црвена ружа. Всушност тоа е љубов, символ на Христовата крв, која била пролеена за тебе и за мене. За кој миг ние ќе учествуваме во вечерава овде. Овде на масава имаме леб и имаме вино, црвено. Символ на Христовото тело и на Христовата крв. Христос се нуди себе си. Дали ние ќе ја прифатиме таа жртва негова или ќе ја одбиеме? Тоа зависи од нас. Број 1 во нашиот тест. Ако твојот ближен е успешен и ценет, а заслугата е твоја, ти си допринел за тоа, како реагираш кога тебе те стават во втор план? Второ, дали мислиш дека си незаменлив? Трето, дали во твојот брат или сестра гледаш конкурент? Четврто, ако приметиш дека некој е поспособен од тебе и повеќе ценет од тебе, дали го озборуваш, дали малите грешки ги преувеличуваш, дали му поставаш пречки да би паднал, дали го клеветиш или му даваш предност, како Јован на Исуса. Нека Јован ни биде, браќи и сестри, пример во тоа. Пето, дали мислиш дека ти секогаш си во право и дека имаш најдобра проценка на ситуацијата? Шесто, дали си подготвен да ги послушаш и помладите од себе? Знаете, понекогаш доаѓа до расчекор меѓу генерации, вие и ние, млади и стари. Нема тука ние и вие, сите сме едно. Да, има млади и стари, поискусни, понеискусни, но тука се да ги сублимираме, да ги обединеме нашите идеи, нашите планови.
и да заеднички работиме. Понатаму, 7. Ако приметиш дека некој напредува според твоето мислење, не заслужува, како реагира твоето и моето срце? Дали станува љубоморно, завидува, се полни со гнев или пак се радува? И 8. точка, во овој мал тест, одговорот задржи си го за себе. Како го користиш својот авторитет кај луѓето? Дали ги водиш луѓето поблиско до братот или сестрата, или ги одвлекуваш од нив? Јован ни е пример во тоа, браќа и сестри. Тој навистина ги водел луѓето, ги водел кон Христа. И еве, може да кажеме дека навистина Јован успел во тоа. Иако на крајот, како да Исус се повлекува, како да Исус молчи, кога Јован праќа телеграми, кога праќа информации дека му е тешко во затворот, дека не знае што да прави, дека го нема оној за кого тој проповедал, а Исус само на една белешка мала напишал, му дава на ученикот, однесе на Јована. А тој чита што пишувало внатре. Јоване, сеќавате што одговорил Исус? Слепи прогледуваат, хроми стануваат. Едноставно Исус како да даде мал извештај од своите активности, а нема доле ќе пратиме ние војска ќе те извлечеме од затворот. Јован како човек не се сомневал, меѓутоа му било тешко. Зошто Исус не реагира? Но Јован бил голем човек во очите на Христа и на Бога. Еве го текстот со кој и ќе превршиме ова кратко размислување. Искрена, скршена душа е драгоцена во Божите очи. Овој цитат од Копнежот на вековите. Тој става свој печат на луѓето не според општествениот слој, не според нивното богатство, не според нивната умна големина, туку според нивното единство со Христа. Господ на славата е задоволен со они што имаат кротко и понизно срце. Ние денес размислувавме за Јован како човек исполнет со понизност. Нека, браќи и сестри, навистина овие зборови бидат кажени за нас. Нека овие зборови бидат преточени и во нашиот карактер, во нашиот живот. Искрена, скршена душа е драгоцена во Божите очи. Тој става свој печат, вели текстот овде, на луѓето не според општествениот слој. Знаете, денеска си горе, утре може да бидеш долу. Се е минливо. Големи богаташи биле, сега ги нема. Или изгубиле се преку ноќ. Значи, Бог не мери според општествениот слој во кој денеска ние постоиме. Не според нивната умна големина. Денеска може да купиш диплома. Имаш пари, може да бидеш магистар или доктор. Меѓутоа, тоа за Бога ништо не вреди. Туку според единството со Христа. Колку сме ние единствени со Христа, браќа и сестри, тоа е прашање за размислување. Како се постигнува единство со Христа? Учевме овие 3 месеци. Бог ни повикува меѓусебно единство да воспоставиме, но единство со Бога. На новата земја ќе имаме единство хоризонтално и вертикално. Едноставно, во сите позиции ќе бидеме единствени. Тоа е обавината за која ние како христијани се надеваме. Но треба, пред да дојде новата земја, од тука да почнеме да го градиме тоа единство. И на крајот вели, Господ на славата е задоволен со оние што имаат кротко и понизно срце. И ти можеш да бидеш голем во очите на небото. Ако твојот карактер е исполнет со понизност, нека Господ ни помогне, браќа и сестри, кога ќе пристапиме кон овие символи, кон чашава и кон лебот, а пред тоа кон обредот на понизноста, да го отвориме не само своето срце кон братот, но и кон Бога. Да Христос се всели длабоко денес во нас. Да навистина кога ќе си пружиме рака, тоа да биде искрено, братски, сестрински, да му дозволиме на Бога да не поведе и во годината која е пред нас, во нови победи, во нови радости и во нови успеси. Нека му е слава на големиот Бог. Амин.